Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Како до сега. Седнувањето на Тала Џафери во премиерското столче е само формалност и досега владеачката коалиција како да беше предводена од ДУИ, а СДСМ се однесуваше како помал коалициски партнер и ги следеше нивните насоки, ги исполнуваше нивните барања и желби. Порече, уцени и наредби од ДУИ, послушност и починетост од СДСМ е начин на функционирање на владината коалиција по долг период. Неголемата партија во владината коалиција неколку пати ги погази своите ставови, откако за интегративците прифатлива беше спротивната опција. Соочени со тоа дека ВМРО во сооднос тие две партии губи 100-0, нема други излаз, освен својата кула од карти која се расваѓа да подкрепи со нов шпил карти, а тој нов шпил карти е ДУИ. ДУИ е таа партија која во моментов ја држи кичмата на СДСМ. Да не се изгуби тотално, да не биде тоа катастрофа, каква што и реално и објективно би можела да се случи во сооднос СДСМ ВМРО. Со само 13 пратеници, 11,48% од гласовите и точно 104.699 гласови, ДУИ е партија која што во своји раце ги држи клучните ресори во државата. СДСМ, иако со тројно повеќе гласови и тројно повеќе пратеници, со Министерството за надворешни работи, за образование, економија и финансии раководи ДУИ, за кого беше измислена дури и нова позиција во владата, прв вице-премиер, функција која ја доби Артан Груби, кој управува и со Министерството за односи меѓу заедниците. Ако се земе во преди дека и на ДУИ им гори под нозе, соочени со таа сериозна веќе опозиција албанска, а единствениот спас и за двојцата давеници СДСМ и ДУИ е рака за рака како во филмот Титаник, Леонардо Ди Каприо, она цурата се држат за рука за да не потонат. За Ковачевски неприфатливо беше во техничката влада да бидат министрите од ВМРО ДПМН, но Џафери ги прифати. Истото беше и кога социјалдемократите не сакаа да има заеднички избори. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Како до сега.